Гоце, сакаш и да ја отвориме теглава, да дегустираме, ама ќе си сполепевме. Ама да, ептен, а и немаме дрвено лажиче, затоа што само со лажиче ова може. Така е, да ги поздравиме нашите гости ова утро, Јане Марков или доктор Јане Марков, председател на Пчеларската федерација на Македонија и председател на Матица Скопје. Добро ни дојдовте и заедно со нас е Иван Додевски. Дел од сето она што деновиве се случува по 13-ти пат ми споменавте во центарот на Скопје, поточно на улица Македонија, деновите на македонски мед. Добре ни дојдовте. Добре недовме и поздрав до гледачите на Алфа телевизија. На Телма сме денес. Уствари, на Телма. Не е проблем. Јане, споменавте 13-та година поред, што значи една убава традиција се случува во центарот на Скопје, денови на македонски мед. Што годинава е можеби новитет, колку излагачи има, дали се задоволни од посетеноста, можеби, бидејќи започнавте во текот на вчерашниот ден, а тука сте и во текот на овој викенд? Така е, станува збор за централна манифестација на ниво на цела Македонија, бидејќи доаѓаат пчелари од целата територија на републиката. 13-ти пат поред на штандови преку 30 ги имаме, каде што се нуди мед и пчелни производи со можност да се дегустира, и самите пчелари се примерни производители на медот и пчелните производи. Добро, ајде да го слушнеме и Иван. Кој е Иван Додевски? Иван Додевски е професионален пчелар, млад професионален пчелар. Пчеларам заедно со татко ми, фамилиарен бизнис ни ова. Каде? Каде ви се Во пчелите? пчелите ни се во село Рудник. Се наоѓа, значи тоа е Велешкиот крај, према Велешкиот крај. Имаме 400 кошници. Како што кажав, работиме заедно, професионално се занимаваме. Тоа е солидна Поделени ни бројка. се на две локации, работиме исклучиво тоа, произведуваме се што можеме да искористиме од пчелите, почнувајќи од медот како најомилен и најпознат производ, па понатака матичниот млеч би го вброил веднашка после медот, кој што е една комплетна храна која што за човечкиот организам е многу здрава и корисна, така. Потоа е поленот, прополисот, комбинации помеѓу нив со разни лековити билки исто се прават. Како е да се биде млад пчелар? Па, тоа е работа во природа. Значи, во фабрика која што е... Во природа? Во природен амбиент? Во природен амбиент, теренска работа. Значи, изложени сме некогаш на многу јако сонце и на дожд, и на ветер. Меѓутоа, љубовта према пчелите е голема и работата ни е повеќе задоволство кога работиме со нив, отколку некогаш има денови кога што е тешко, меѓутоа се справуваме со тоа. Така. Иван, го споменавте медот, поленот, матичниот млеч и така натаму. Свисни ли се генерално луѓето кај нас, еве Јане и вие ќе можете да споделите ваше искуство за огромниот број на придобивки кои што ги имаме од пчелите и дали доволно ги користиме? Што вели вашето искуство? Што се однесува до искуството, во Македонија по статистички податоци, според статистичките податоци, потрошувачката на мед на годишно ниво по глава на жител е само 700 грама. За споредба, германците во Германија се троши 9 килограми по глава на жител, а во Јапонија дури 16 килограми. Кај нас се уште во грама. Па добро, можам да кажам дека малку се зголеми количината на потрошувачка, може би стигна до килограм, и тоа се уште немаме званични податоци. И затоа можам да кажам дека се уште во Македонија медот се користи како лек, а не како храна. Бидејќи медот дефинитивно е добар за на сабајле со топла вода или во чај, по една лажичка, мозокот многу поборо функционира, расположението е подобро, значи работно способни, насмејани, весели, дефинитивно и за млади и стари. И како да го промениме тоа, да не го користат луѓето медот само како лек или кога ќе дојде, да кажам, нели... Кој ќе настинат? Да, кога веќе ќе дојдеме до тој момент, па да го користиме. Како да одиме во поглед на превенцијата која што... Како да се промени тоа? Јасно, мислам дека станува збор за навика. Ако е некој навикнат и се научил, како некој што на сабајле пие кафе, така може да користи мед и да види. Како помагаме? Помагаме ние пчеларите во пчеларството што произведуваме квалитетен и природен и оригинален мед.
а помагаат и новинарите и овие телевизиите што се како што е и Телма телевизија да се промовира, да се види потребата дека од медот нема штета бидејќи тој е редок продукт, артикал кој буквално нема рок на траење. Пронајдени во египетските пирамиди, значи преку 4000 години и се уште може да се користи. Значи, а ние без обзира сега во законските норми што се напиша дека може до 2 години, наводно после имало некои хемиски промени. Можеме ли да дешифрираме или вака усно да ни кажете како да го препознаеме природниот и квалитетен мед од оние останати малверзации кои што се нудат и на пазарот, се поприсутни се? Така, може и јас да одговорам, значи може и двајцата слободно, да, може имате големо да искуство. ме дополни. Секако, значи јас секогаш на нашите медољупци му кажувам да имаат некој свој пчелар, локален пчелар кој што му веруваат и кој што знаат дека се занимава со пчеларство. Тоа е, мислам дека еден од посигурните така начини како да доеме до природен мед. Медот кој ќе се отвори теглата треба да има и кој ќе се проба треба да има мирис, треба да има вкус. Значи да не е само благ. Исто така, кога ќе се отвори капакот од теглата, обично кај нас пчеларите не можеме 100% да го изфилтрираме тие восочни остатоци кои што остануваат пред центрифугирање, па ето и на тој начин може да се види дека тој мед е изваден од рамка, значи од пчелно семејство. Значи, од прилика тоа Во однос на густината, бојата. Така, значи густината во зависност од кој тип на мед е. Значи имаме и малце поретки медови, погусти. Процентот на водата се движи од 15, па може најмногу до 20% да иде. Еден исто битен фактор е природниот мед кристализира. На тој начин ги зачува и својствата, значи кои што ги има во медот. Значи кристализацијата треба да биде хомогена, значи во цела тегла распределена, со фини и крупни кристали може да биде, во зависност или од типот на медот, некој поспоро кристализира, некој побрзо, меѓутоа треба да кристализира. За тоа си треба и соодветни услови, константна температура и, како што кажав, можеби и пократок и подолг процес. Еве јас да се надополнам. Ова е малку посложено прашање, односно одговорот би бил подолг. Иван е во право што јас го велам да се купува мед само од познат пчелар што имате доверба во него. Затоа што сега имаат медови што ги оплеменуваат. И работата е што во Република Македонија имаме два правилника за испитување на продуктите. Едниот е дали е штетен продуктот и вториот правилник квалитет на продуктот. И јас кажувам сега кога ќе се прави анализите со Агенција за храна и ветерина секогаш да се применува овој вториот, односно првиот би бил за квалитет на продуктот, затоа што кога ќе се испита конкретно медот за квалитетот, точно мора да има да се наоѓаат и поленови зрнца, точно хемиската анализа да се направи, да се види точно, значи секој додавање на некакви шеќери плюс таа да се објави. Затоа што има веќе оплеменити медови каде што ќе уфрлат гликоза 30%, 50%. Не е забрането. Значи, според овој другиот правилник не е штетна гликозата. Ама од медицински аспект, ако некого храниш со гликоза, чиста гликоза, внатре во медот не го труеш пациентот, односно конзументот, туку тој има шанси да добие шеќерна болест. Да, па кога купуваме одреден производ, сакаме да го купиме тој производ. И на штандот треба да пишува, ако има додатоци, треба или да се пишува на наредницата, да, на етикета. И плюс треба да се одвои. Значи дефинитивно треба како што се млечните производи што се оригинални и од растително потекло. Со од самото одвојување дали ќе биде чиста гликоза. Плюс друга работа е што се уфрлува во медот инвертен сируп. Инвертниот сируп може да биде од белиот шеќер, таа е сахарозата, тоа е дисахарид, кога ќе се разложи се добиваат една единица на гликоза и една единица на фруктоза. Додека малтозниот шеќер добиен од пченка, пченкарни никулци, кога ќе се разложи, тоа е малтозата е дисахарид, со разложувањето имаме две гликозни единици. И таа е работа, значи и дури и кај пчелите ако се хранат со такви со малтозен сируп, односно инвертиран сируп да го кажеме од малтоза, пчелите исто така можат да умират, што се и дешава масовно умирање на пчелните семејства. Значи дефинитивно е сложено и затоа ние имаме соработка со државните институции, посебно со Агенцијата за храна и ветерина и самите пчелари и како се заинтересирани да се
одреди, да се дефинира точно ситуацијата. Затоа што ако се направи анализа, ако ние направиме дури да брендираме македонски мед, да имаме светол, односно ливадски или цветен и шумски, што е потемниот, тогаш ќе биде одлично. Во тој дел. Така како што зборувате, ќе немаме доверба да го земеме мед. Не, доверба има. Значи, кога ќе се прави анализата, Агенција за храна и ветерина направат анализа, каже исправна е таа ситуација. Меѓутоа во цената. Сега ако е цената за производство на една тегла мед, кошта многу. Плюс македонскиот мед, секој што го пробал, дефинитивно сака да зема одредена количина, затоа што самиот ареал македонски е полифлорен, значи имаме Да, какво поднебие е Македонија? Феноменален добар. Значи има изобилство на билки, а пчелите го собираат медот од природата. Значи тука е не го они произведуваат, туку само го собираат. Природата што ќе створи, тие ќе го соберат. Воспат ќе си го дотераат по нивниот терк, ќе уфрлат поленови зрнца, ќе уфрлат одредени ензими и ќе го направат идеален за нив, што и како и за човекот одговара. Што е разликата во ова што ни е во студија е шумски мед? Споминавте ливадски, вака никоја разлика помеѓу видовите? На што се должи? Видовите зависи што има во природата, пчелите што соберат. Во овој случај станува збор за шумски мед. Шумскиот мед е исто, има и цветови, меѓутоа повеќе има од листовите. Кога природата меди, односно билките, пчелите ќе го соберат. Во шумскиот е карактеристика што има повеќе минерали, има антиоксиданси, така да се препорачува и возрастни лица може да јадат. Значи нема мед штетен. И сега на некој ќе каже дека е по-тежок или по-лесен. На мали деца се дава багремов мед бидејќи е најлесен, а може и ливадски цветен, бидејќи желудникот зависи колку минерали ќе ги прибере и ќе ги собере во анализата. Веќе збориме медицински. Да. Јане, баш во текот на вчерашниот ден, дел од медарите кои медари или пчелари како? Медар е тој што конзумира мед, да, пчелар е тој што го произведува. Значи, Ние сме медари и вие пчелари. Јас како медар вчера слушнав еден пчелар. Да, како кажа дека всушност медот не треба да се конзумира во топол чај, бидејќи така се губат сите негови придобивки. Што би кажале вие за тоа, односно конкретно како правилно да го конзумираме? Некако доаѓа есен и зима, сите сме навикнати на чај со мед. На топол чај. Може Ивана, ама можам и јас ова да го кажам од медицински. Јас и на претходното прашање ќе се надоврзам за квалитетот на мед. Имавме на големо признание во Италија, во Торино, на сајмот Салон де Аугусто, каде што наш представник од Македонија беше претседателот на пчеларското здружение МАКБИ од Негорци, каде што во конкуренција со повеќе од 100 видови на мед од целиот свет доби награда за второ место освои за најквалитетен мед. Значи тоа е признаено. Медот беше мед од трмка во саќе. Така да Македонијата како има, значи, поднебие кое што изобилува со медоносни растенија кои што си го даваат квалитетот. Треба да сме горди. Не, дефинитивно македонското подрачје е феноменално за мед. Да, само да си го сочуваме или пчеларите да го продаваат онака како што го дава и природата. Пчеларите не се проблем. Во овој случај би рекол трговците се проблем. Бидејќи борба за работка, некој си дозволува да прави нешто што не треба. Значи со Агенција за храна и ветерина ние со нив дефинитивно соработуваме, имаме убава соработка, сме заинтересирани за квалитетен мед. Сега за ова прашањето термички колку што е, во медот имаме ензими. Имаме други работи. Над 44 степени, ако се третира медот, тогаш од фруктозата со биохемиски процеси ќе се промени и ќе настане ХМФ, хидроксиметилфурфурол. Тоа е хемиска супстанца која е токсична за пчелите, ја убива, а кај луѓето предизвикува рак, бидејќи се исфрлува преку бубрегот и во мочниот меур кој ќе се задржи повеќе време, значи е штетен. За краткотрајно разблажување, односно кој ќе се стави во топла вода, не му смета. Така да може во топла вода да се испие, бидејќи некој кој ќе проба мед може да му е тежок, незгоден. Ако ќе го раствори во вода или во чај. Значи зборуваме да речеме за млак чај, не за премногу жежок, тогаш не е добро. Не може да го ако се попари или да се врие медот, не во 100 степени на пример. Не така, меѓутоа да се раствори во топла вода, да. Не се уништува, ензимите не пропаѓаат. Да, некаде на 60 степени 70. Така е. А медот не смее да се третира
кога е он кристализиран па да се прави декристализација, таа повеќе од 44 степени не треба да се дигнува. Затоа што кај нас е дозволено до 40 единици на тој хидроксиметилфурфурол. Во афричките земји, бидејќи е потопло, таму е дозволено до 80. Во некои артикли што имаме фруктоза, значи фруктозата е таа што, односно овошниот шеќер што се трансформира и се произведува, односно се ствара ова токсичната супстанца. Какво споменавме дека Македонија е одлично поднебје за развивање на овој бизнис, ќе кажам и за вас, но како е прифатен македонскиот мед надвор? Ни споменавте со оглед на наградата која што сте ја освоиле, но колку често сте присутни на да го изложувате надвор од Македонија? Меѓународни саеми. Тоа јас пример немам такво искуство. Немам излезено со наш мед во друга земја, биејќи мислам дека тука веќе администрација има сигурно некои протоколи како може да се искочи на друг пазар. Ние нашиот мед го продаваме на нашиот пазар, си имаме наши мрежа на медолюбци кои што... Каде може да ве најдат? Ние сме од Скопје, живееме во Лисиче. Пчелите, кажав, село Рудник ни се наоѓаат, ги селиме во Беровско, Митрашинци и Преспанскиот регион. Во зависност од годината, каде мислиме дека ќе даде мед, таму и одиме. Аха. Значи ги шетаме пчелите, како правите селидбено. прогноза кој крај е подобар? Ајде сега тајните надвор. Ние секогаш имаме душници од тие краишта, значи наши пак сепак колеги пчелари кои што ни кажуваат каде во кој регион меди, каде не меди. Исто така преку МакБи на нашата веб страна имаме поставено меден семафор. Што значи тоа? Што значи, не спомнав за МакБи, тоа е група на пчелари, ентузијасти, хобисти, кои што првенствена задача е истражување на македонската популација на медоносна пчела. Значи ние имаме свој вид на медоносна пчела, тоа е Апис мелифера македоника. Таа група на луѓе вршат истражување, експерименти, ги осознаваат перформансите на нашата пчела, вршат селекција за нивно подобрување и така натака. Значи таа група на луѓе има поставено повеќе од 10 пчеларници во целиот регион на Македонија. Поделена е Македонија во 11 дела, каде што имаме поставено ваги, електронски ваги, кои што секојдневно ни кажува колкав е приносот или пак минусот на медот, на нектарот во кошниците. Значи на тој начин и знаеме во кој регион повеќе меди. Ете го се дозна. Ако сакаш да станеш пчелар. И МакБи е членка на Тера Мадре и секако на Пчеларската федерација на Македонија. Со сериозен пристап може се предвидува дали природата меди кој крај на тој начин се прави. Иначе за пласманот таму е семафорот отворен. Меден семафор. Тоа е важно. Значи не може на една локација тој што имаат семафор. Ние мислевме така они се движат. Нивниот јазик човек која би го дешифрирал би бил навистина богат. Иначе за пласман на медот тешка е, поголема инвестиција е да се пласира, ама и да го пласираме преку Федерацијата пчеларска доаѓаат и барат можност да извезат, односно да купат мед, меѓутоа барат во поголема количина. И сега, на пример, ние не можеме пчелар колку може да обезбеди 10 тона, тие ќе барат 30 тона. Значи, проблеми имаме со стандардизација на медот. Затоа, вчера на отварањето на манифестацијата министерот го отвори и воспат зборнавме и за тој дел, бидејќи соседните земји веќе имат своји пакувалби. Ние кај нас мораме да направиме стандардизација, односно ливадски светол мед и шумски. Тие две се доволни. Кога ќе се направи, тогаш можеме ние да обележиме да биде стандарден. Да се направи стандарден треба во еден сад да се стави 30 тона мед, значи да биде собрано од секаде 30 тона, па да се испитат сите анализи. Анализите се броматолошки, каде што спаѓаат органолептички, што рековте вие пред малку да се проба, па хемиски анализи да се видат состојките внатре, па потоа да се испита микробиолошко испитување, второ, каде што бактериите дали се патогени, дали се сапрофитни, кои што се, и на крајот токсиколошко испитување, дали има нокси што не треба да се одржат. Значи сите тие три анализи на тие 30 тона како еден материјал и тогаш може да се извезува. А такви некој кој ќе кажете големите пазари ќе каже дајте ни 500 тона.
а ние ни 30 тона да збориме. Значи некој не се зафаќа, некој ни на 10 тона да купи. Малку е беше. Еден кратен извоз ништо не значи. А континуирано сега тоа е проблемот да се обезбедат сите фактори, така да сложен процес. Меѓутоа јас се надевам дека со запознавањето и во тој случај и конзументите ќе бидат сигурни дека навистина добиваат мед. Бидејќи некој кога сега ние кажуваме дека нема доволна количина на мед во Македонија, дека е слаба ситуацијата. Навистина е слаба затоа што Пчеларската федерација осозна и се заклучи дека од презимено пчелно семејство оваа година имаме само 1,3 килограми мед од едно пчелно семејство. А обично просекот е 10 килограми во Македонија. Замислите, тоа е 10 пати помалку. Да. И сега кога ќе кажат и вели ќе увезуваме. Од Агенција за храна и ветерина вели ние не можеме, вика има дозвола дека е тој квалитетен мед. Има документи од странство и тие го увезуваат. Меѓутоа тоа е трговска од трговијата се прави, таму е декларирано. Меѓутоа со самата цена е мала. Се знае колку е цената. Тој ако го откупува и го пакува, треба да плати порезот, треба, значи данокот, теглата, продавачите, сето тоа, значи толку ќе се собере. Јане, како климатските промени би влијаеле или можеби веќе влијаат? Ние збориме за тие климатски промени. Значи, целата работа што ланската година беше просек на презимено пчелно семејство 2,4 килограми. И тогаш почна. Значи, тогаш беше слабо. Пчеларската федерација и минатата година прогласи елементарна непогода. Да зимата испадна скоро минус 20, на некои места и минус 30. Пролетта што се деси? Кога веќе во фаза на цвет отиде минус 4, минус 5. Буквално шумите изгореа, дабовите шуми скроз поцрнеа, ореви, лешници, сето тоа отиде попарено од тие ниски температури. Тогаш со ладните ноки пчелите не можеа да го доволно да се развијат. Значи буквално ларвите што беа, тие се растат и се размножуваат на 37 степени. Значи пчелата користи мед и го одржува леглото на таа температура. Закасна да веќе летниот период на 40 степени. На 40 степени нашите билки не медат во природата и пчелите немаат од каде што да соберат. Значи тоа е настанува, мислам, тоа е таа вистина, бидејќи пчелите не го произведуваат медот, тие само го собираат од природата. Добро, еве вака едно прашање, предпоставувам доста од луѓето се заинтересирани. Дали да имаме повеќе доверба во медот кој што се наоѓа или се продава во маркетите или пак на оние кои што го продаваат по автопатиштата низ држава? Можам јас да кажам или? Може, да. На автопатиштата нема декларација, нема контакт, не може да го пријавиш. Прво таа работа. Во маркетите стои. Сега што конзументот што да направи, потрошувачот? Да дојде на улица Македонија, да изврши дегустација, да види што е оригинален мед, природен мед и после ќе си одлучи. Може да купи во маркетите и ќе види дали таков мед му одговара или не. Значи тие во маркетите проверено од Агенција за храна и ветерина кажуваат исправен мед. Значи реков меѓутоа прашање по кој правилник е. Тоа го зборевме пред малку. И сега со самото конзумент некој кој е веќе научен точно знае што сака и како сака. Значи кога ќе конзумира дали ќе користи светол или шумски мед, некој се определува повеќе, ќе каже јас ми одговара повеќе шумскиот. Повеќе сакам да биде по прашање. Да. Работата е што за малите бебиња, значи до сега некој ќе каже на бебиња не се дава мед до одредена количина, меѓутоа тоа е сепак багремовиот е најлесен, приемчив. Има низ Македонија багремов или многу поретко? Поретко, ние имаме багрем, меѓутоа работата е што багремот многу брзо ако го фати еден дожд, го испери, тој не меди. Тоа е проблемот. Значи во Македонија ние буквално како да немаме багремов мед. Се фаќа, ама тоа е ретко. Иван тамо Велишките крајеви? Немам кај мене, значи има многу малце багрем, меѓутоа секогаш багремот цвета со некои останати медосни билки. Шумски и ливадски и се меша, значи нема чист багремов мед. Инаку има пространство во Македонија каде што може да се извади багремов мед. Пример Паланечко, Тетовско, значи има места каде што преовладува таа паша, значи багремовата паша и се собира. Меѓутоа, обично цветањето е во почетокот на мај месец, па знае како што каже Јане да заврне или пак да биде многу ладно и многу малце пчелите да соберат и да нема доволно за вртење мед, значи за конзумација. Сега ве праќаме на улица Македонија, така? Да. По разговоров. До колку часот сте отворени секојдневно и дали за време на викендов ќе работите повеќе? Значи манифестацијата почна вчера на 21
септември, Така. христијански е Мала Богородица, од 8 до 21 часот се отворени штандовите и ќе трае се до 24, тоа е недела, до 15 часот. Значи во тој период штандовите се отворени, пчеларите се спремни да им понудат на конзументите да дегустираат мед и да се одлучат дали ќе си купат од таму или продавница. Цената е 400 денари. Во продавница може да се најде и поевтин, меѓутоа квалитетниот мед што го има, што го видов во некој, так видите како си е над 400 денари во цената. Значи веќе и тие и трговците веќе кога настапуваме јавно кога кажуваме, тогаш и тие се адаптираат. Затоа што во овој случај потрошувачите се на прво место. Затоа што ние сакаме да им обезбедиме квалитетен артикл. Тоа е желбата. А целта на пчеларската федерација на Македонија е да го подобри пчеларството во Република Македонија. Секако со помош на сите институции што се во нашата држава. Еве јавна покана да ни дојдете повторно и пак да разговараме и за пчеларската федерација и за вашите активности, каде се можеби проблемите, како можеме да помогнеме и така натака. Ви благодариме многу и еве уште една покана до сите гледачи да појдете уште денеска на улица Македонија да ги посетите или да го посетите 13-тото издание на Деновите на македонски мед. Не заборавете дека здраво е да конзумираат мед. Ке јадеме јас и ти шумски? Ајде, ја не знам што чекаме до сега. Да ја отвориме, може. Ви благодариме многу. Да направи как. Да, останете на Телма.